Еден од анестезиолозите неповикани во цивилна облека се појавил на операцијата на Маја Кадиева, тврди за Канал Вис, вработен во Гевгелиската болница, кој бил присутен ноќта на 22 октомври кога починаа мајката и бебето. Според него, гинеколозите биле револтирани поради присуството на видно пијаниот лекар и барале одложување на операцијата, за што го известиле и директорот на болницата, но додека тие разговарале со сопругот и директорот, анестезиолозите веќе ја почнале интубацијата на родилката. Скандалот што ноќта се случувал во Гевгелиската болница бил изнесен и пред обвинителството, изјави изворот за нашата телевизија. Царскиот рест на Кадиева бил закажан и анестезиологот бил навреме информиран, но во закажаниот термин се појавиле и двајцата, иако не било пракса за рутинска операција. Директорот Сретко Јованов во телефонски разговор негираше дека знаел оти анестезиологот бил пијан и во цивилна облека дошол неповикан во операционата сала. Тој отфрли секаква одговорност со тоа што рече дека никој не го известил ниту му се јавиле за случувањата во болницата, се додека не бил повикан на реанимација. Денеска се појавија и првичните неофицијални резултати од обдукцијата, според кои Кадиева и бебето починале од недостаток на кислород, а по телото имала видливи траги од неуспешна интубација. Од Гевгелиската болница не сакаа да ги коментираат наудите од обдукцијата. Што точно се случувало вечерта кога почина родилката Кадиева треба да покаже и истрагата, но изјавите на персоналот кој што присуствувал на операцијата. Алкотестот што го направи МВР на двајцата анестезиолози покажа присуство од 1,23 промили алкохол кај едниот и 1,75 промили алкохол кај вториот, и двајцата добија отказ.